правиме ние македонците во оваа ситуација кога е Македонија окупирана земја под окупаторска диктатура? Решението го кажа, господин Горан. Значи, обединување на сите македонски сили, партии, издруженија, јас ќе додам сега, со македонскиот народ. И ќе се префрлам на оно што ме инспирираат, да кажам, младите од Битола. Сето тоа е добро и тие исто така. Нивната програма, колку што ја знам, е вред, стручната, професионална, секторска. Таа дури на невидено јас би гласал за вашата програма да влези во ова обединување за спас на македонскиот народ. Но заедно со Македонија. Имаме две различни становишта. Ето од два аспекти. Едниот на Горан, другиот на младиот, кои се представници и на повозрастни. Знаеме. Горан повика на обединување во оваа ситуација кога имаме две големи партии кои работат, тоа се инсталации, надворешни инсталации, работат за уништување на Македонија. Тоа е факт. Единствено решение предлогов на Горан. Ние сме разговарале со човекот и не знам. Тоа е обединување на сите останати сили, прогресивни, родолюбни, патриотски, заедно со македонскиот народ. Од друга страна повикуваат младите да повикуваат, така мислам дека рече господинот поранешен амбасадор, ве повикуваме сите, ги повикуваме сите да ни се приклучат, да имаме, спремаме ве 6 месеци програма, вред е таа програма, јас без гласење. Меѓутоа, тука е дефектот. До сегаше во македонскиот раскол. Знаете ли колку повикуваат? Па на дневна основа неколку повикување за обединување. Ние сме трета година, со дел од овде и од други, во тие обиди за обединување. Да ви кажам вистината, од секој обид за обединување излегува уште по едно разединување. Уште по една подела. И овде ако продолжиме вака, неразумно да гледаме од разни позиции, диоптрии, и од овде може би че не уштедна, него може и повеќе поделки да излезе. Решението е јасно, научно, стручно, по сите природни и космички универзални принципи. Нештата, ако ги гледаат сите поединци од својот аспект, позиција, призма, видокруг, ќе видиме толку различни неща. Меѓутоа треба да се најде единствената призма, видоглед, како да кажеме. Тоа се знае кога имаме окупирана држава. И треба да се гледа од македонско кога е програмата, проектот уништување на македонскиот народ, не толку држава. Целта е уништување на македонскиот народ, а веќе му дозволија на некои дури се планира те поделба, те албанизирањето на Македонија и така натака. Значи, овде ние сите како македонски народ сме загрозени. Значи, таа треба да биде призмата на гледање. Заштита на македонскиот опстанок, ослободување од робството на македонскиот народ. Значи, дефектот треба се е некаде од призмата. Горан гледа од една призма, за мене е многу реална, конкретна, реална, потребна, необходна, насушно необходна потреба. Да се обединат сите сили, да ги надмине мегата, суетите на лидерите. Јас не сакам со овој да бидам, јас и за овде поканете, ја не дојга ако е тој, или обратно. Ги повикувавме сите лидери пред 3 години, кога се поведуваше тој првиот круг на македонското обединување. Да застанат на една бина сите лидери на политички партии, издруженија и така натака, асоцијации. За да си го соберат македонскиот народ тука. Не, јас не сакам со овој. Значи, луѓе, едно јасно,
Треба ние сите да се застаниме со македонскиот народ. Што ќе направат лидерите без македонскиот народ и политички партии? Особено овие сега што формираат, па сега секој дневно на дневна основа веќе има иницијативи за формирање на партии. Чумуни се по такви. Дајте иницијатива, сите иницијативи да еве предлога да прифатим на Горан, како беше? Зафиров. Ете, неутрален, меѓутоа за мене и за повеќето македонци, и кога гледаме од таа призма на македонскиот народ, тоа е реалност. Треба да се направи еден голем, апсолутно политички субјект, обединет заедно со македонскиот народ. Не да го повикуваме, него ние сите да се заставиме со македонскиот народ и пред македонскиот народ да го победиме. Тоа е решението. Во оваа ситуација на окупирана држава. Господин Ито, привршуваме. Благодарам.